особена чест се наоѓам во Битола на 23-тиот ден од поддршката на севкупниот македонски народ кој е на браникот на татковината. Битола е многу значајна од повеќе аспекти. Јас велам секогаш кога се говори за Европска Македонија или Македонија во Европската Унија, тогаш треба да се праша Битола. Онаму каде што ја има Европа е секако градот Битола, градот на конзулите, градот на рано христијанството, но би рекла и градот на мултиетничноста и на мултиконфесионалноста. Токму Широксока, тука од каде што ќе тргнеме, мислам дека е мегник на различни култури и на религии. Овдека сум за поддршка на заедничка Македонија, уште еднаш да повториме дека сме против тиранската платформа, дека сме против тиранска влада, дека сме се што значи проблем или влез на унитарноста на Република Македонија, односно расцеп и федерализација на Република Македонија, единствено што гледаме во овој миг што би било полезно за граѓаните на Република Македонија е пред се пописот. Македонија е уставно загарантирана држава на меѓуетничкост, на мултикултурноста и на мултиетничноста. И јас мислам дека се она што господинот Заев упорно гледа да го протурка со тиранската платформа ќе биде недозволиво. Не само од народот, од Република Македонија, туку и од цела генерација. Тоа што значи? Тоа значи дека се она што во основ е забележано во членот 2 и во членот 3, а тоа е дека унитарноста на една држава го прави официјалниот јазик, а тоа е во случајов македонскиот јазик, нема да дозволиме втор службен јазик да биде албанскиот. Не затоа што имаме проблем со албанците, напротив, затоа што со тоа почитувани граѓани ќе урнисаме се што е во уставот загарантирано, а тоа е мултиетничноста. Тоа значи дека сите други луѓе што живеат, а тоа се бошњаците, србите, турците, ќе бидат маргинализирани. Со тоа значи дека Република Македонија веќе ќе стане бинационална, а понатаму тоа значи дека како една од вторите работи кои сакаат да ја протуркаат, секако дека е промена на името. Ова библиско име запишано многу пати во Библијата, Република Македонија ќе остане за секогаш Република Македонија. Нема да дозволиме никој да ни ја земе душата. Оти во оној миг кога ќе ви го земат името, а сакаат преку тиранската платформа доколку се пробутка на мала врата, тоа значи дека понатаму ќе се смени името, тоа значи дека во истиот миг Република Македонија, како што ќе каже идеологот Тврчковски, може да влезе во НАТО структурите, но предпоставувате под какво име. Сигурно дека тоа нема да биде под Република Македонија, туку ќе говориме за некаква централна република или било каква република на Балканот. Затоа порачувам на сите граѓани на заедничка Македонија кои катадневно се присутни на браникот на републиката да не стравуваат. Ги охрабрувам со кренато чело сите интелектуалци, сите млади луѓе да излезат и да знаат дека во овие мигови се работи за историјата на Република Македонија.